На 30 септември ме очекува референдумот, многу битно политичко прашање за Македонија. Кажете ми кој е вашиот коментар и став во врска со сите неприлики што се створија околу референдумот, дали да биде за, против, да се бойкотира и на локално ниво како гостиварчани гледаат на референдумот? Ја често велам гостивар е мала Македонија. Во гостивар живеат албанци околу 65%, македонци околу 20%, турци околу 11%, се користат 3 јазици, е пример за мултиетничност како функционира. Ако сака некој да сними да функционира мултиетнично, тоа е гостивар. Скоро 80% на граѓаните во гостивар ги зборат 3 јазици. Ја во својата куќа ги користам 2 јазика, и турски со моите родители зборам, со мојата сопруга и со моите деца зборам албански, со моите први комшии македонски. И овде, и кога беше војната 2001 година, овде немаше никаков инцидент. Си живеа заедно луѓето како да не се случува ништо. Повторно атмосферата во гостивар е така. Значи повеќето луѓе се про референдумот, значи се за тоа за Македонија да се интегрира таму кај што треба, бидејќи ни бегаат млади луѓе. Ова го зборам и од својата куќа. Моите деца веќе размислуваат како да побегнат од тука. Така ако разговарате и ако прошетате низ повеќе места во гостивар, ќе видите дека луѓето се Македонија да се интегрира во НАТО и во Европска унија, нема дилеми од. Што е луксузот според мене, како човек зборам, сега не како градоначалник, не како политичар, дали ни треба луксузот референдум? Дали ни треба тоа или директно требаше да оди на собрание да се гласи? Видите, тоа е луксуз кој што кошта околу 4 милиони евра. Е консултативен и без разлика како ќе помине, повторно пратениците мора да го гласат. И овде беше нашата дилема како алијанса за албанците. Дали треба воопшто да трошиме на тоа. Меѓутоа, што ме решено вака, ние имаме и Централно собрание, ќе кажем и како член и генерален секретар на алијансата за албанците, атмосферата е про. Ние сме партија која што ги представува албанците, 88% од албанците се за референдумот, така да нема дилеми дека и таму најверојатно Централното собрание ќе донесе одлука за тоа и најверојатно повторно велам, бидејќи во недела одлучуваме, ќе имаме и активна кампања, која што ќе биде за интеграција, меѓутоа ќе критикуваме владата, бидејќи нема никакви промени, освен во надворешна политика, друго ништо убаво не се случува и како опозиција ова ни е задача да го направиме. Да кажеме дека треба да се започнат реформските процеси во државата. Меѓутоа, колку ќе наштати другата страна, онаа која што е против и онаа која што бойкотира? Видите, секогаш ќе има против страна, ја немам дилеми дека повеќето граѓани, не во гостивар, јас работам и во Скопје, имам роднини во Тетово и во повеќе градови, атмосферата е про. И ќе помине референдумот, сигурно, мојата прогноза е дека сигурно ќе помине. Меѓутоа, дека има луѓе што размислуваат поинаку, имало и ќе има, и ништо лошо нема во тоа. Дали има влијание во тоа, најверојатно има, ништо во универзумот не е случајно. За се што се случува има некоја причина и тоа што се случува е последица на таа причина. Причините има луѓе кои што треба да ги анализираат, не би сакал да навлегувам во такви анализи. Ваш коментар за тоа како се шири национализмот во Македонија, бидејќи сме сведоци дека тој се уште се подгрева? И ги имало и ќе има. За мене тие се малоумни луѓе, тоа ги случам одредени политичари кои што за политички поени дека некога ќе го нарече шипкар или циган или добива на тоа е ништо више. Ја мислам дека не пали никај луѓето. Значи, луѓето веќе сакаат рационализам, значи сакаат нешто што е оправдано. Ако навредуваш некого, не се победаш сами, така не би ги ни спомнал и не вреда за тие луѓе ни да се дискутира.